Ќе продолжиме вечерва со Евреите 11 глава да ја завршиме до крај. За јунаците на верата. Многу јунаци има, па 3 пати збориме на оваа тема. 3 пат. Оти Словото Божјо е полно со јунаци. Евреите 11 глава. Јунаци на верата. Зошто се јунаци? Оти биле храбри. Зошто биле храбри? Оти имале вера. Му верувале на Господ. Не верувале на својата сила, не верувале на своето тело, своите способности, својот памет, своите пари, кои биле тие во општеството, но верувале во оној кој што не се гледа и во тој они биле силни и направиле мокни дела на овој свет. Амен. Бог сака да правиме мокни дела на овој свет. Тајната на верата е дека не правиме ние само мокни дела во духот. Ги правиме, амен, се почнува во духот. Но не завршува таму. Бог сака да правиме мокни дела на овој свет. Од невидливото да се пројави во видливото. Амен. Тоа е верата. Тој човек има вера. Од ништо се случува нешто. Амен. Бог вели го нарече она што не е како да е. Во темнината создаде светлина. Затоа што Бог е Бог на вера. И такви сме и ние. Што вика апостол Павле, ние веруваме и зборуваме. Веруваме и зборуваме. Затоа што Бог верува и зборува. Бог не е движен од тоа што го гледа, Бог не е движен од тоа што е физичката реалност, Бог е движен од вера. И ние сме создадени на Божи лик. Ние сме движени од вера. Верата ме движи, ќе повторам па накратко, кое работно место ќе го изберам. Ги читавме тие примери од Евреите 11 глава. Пророчки е запишано. Верата ме движи, која земја ќе изберам за живење. Кој град, кое место. Верата ме движи каде дом ќе купам. Верата ме движи. Не пазарот за недвижнини, не цените се на куќите на становите се скапи ефтини, не таму е поевтино пубаво окото што ми гледа, него верата ме движи. Верата ме движи во избор на брачен партнер. Бог ми зборува и вера ме движи. Не тоа окото што ми гледа, не телото што сака, но Духот Божи што ми зборува. Амен. Верата ме движи. Верата ме движи во како тоа ќе го спаса моето семејство, како ќе изградам брод, кај што ќе биде спасен мојот дом, кај што јас и мојот дом ќе му служиме на Господ. Вера ме движи. Верата е жива материја. Жива субстанца. Тоа се живи молекули. Кои што кога ќе дојдат во тебе, кои што Бог ги праќа преку Словото, кога дојде Словото у тебе и дојде вера, жив стануваш. И почнеш да се движиш. И заедно со Духот Божи и почнеш да се движиш во Духот и почнеш да правиш дела на вера. Односно сите овие работи што ги спомнавме, со вера ќе ги правиш. Амен. Со вера, вели Сара зачна, со вера деца раѓаме, со вера децата ги воспитуваме, ги насочуваме, амен. Со вера, вика Ное, одеше со Бог. Постојано, значи секој ден живееме по вера. Како што Ное одеше со Бог, значи одеше. И ние одиме со Господ. Секој ден. Секој ден. Ке се сопнеш може малце, па ќе станеш. Малце може патот ќе гутнеш на лево и на десно, ама па ќе фатиш правиот пат. Ќе одиш со Бог. Каде Бог се движи, одиш и ти. Животот на вера е возбудлив. Животот со Господ е возбудлив. Не е досаден. Не е тоа монотоно. Не е тоа религија. Не е тоа религија. Живот е тоа. Жив Господ служиме, браќи и сестри. Бог е жив. Веруваме дека Бог е жив. Бог е жив. Затоа сме живи и ние. И преку вера сите тие работи ги правеа и стигнавме до Мојсе го спомнавме како преку вера. Ако читате само Библија, значи ако читаме,
се случиле работи, Мојсей Бог му кажал и као имаме представа, ама тој Мојсей посебен, не? И Бог го избрал. И тоа нешто посебно е. Затоа што бил тој Мојсей. Не, он имал вера. Он избрал да го послуша Господ. Затоа бил посебен. Не дека е Мојсей, него затоа што избра да послуша. Да го послуша живиот Бог. Затоа стана некој. Затоа што веруваше во Бог кој што е некој. Амен. Затоа Мојсей стана Мојсей. Иначе ке си беше некој си Мојсей таму. Никој не го знае. Као што имало у него време еден куп луѓе. Знаеме за нив? Милиони луѓе живеели и умреле. Знаеме за нив? Не знаеме. Зошто знаеме за Мојсей? Што поверува. Не дека беше он посебен. Религијата сака да не ги представи личностите од минатото, као некој си не знам што. Апостол Павле, Свети Петар, Свети Стефан, првомаченик. И луѓето не знаат што е тоа. Зошто е тој важен? Затоа што имал вера. Ништо друго. Слушнал од Господ, верата доаѓа од слушање и го послушал тоа. И делувал. Односно бил движен од вера. И Бог ги наградува таквите. Амен. Бог ги наградува таквите. Бог остава наследство, Бог остава име. Мојсей, гледате колко е познат. Тој што го прослава Бог, Бог него ќе го издигне. Знаете, Мојсей колко е познат? Сите го знаат. Зошто? Зато што бил Мојсей? Не! Мојсей вика со вера. Праеше ова. Со вера направи тоа. Со вера се одрече од сета слава од Египетското царство, за да служи на Бог. Со вера одлучи, вика, да се откаже од насладите, задоволствата во Египетското царство. Одби да служи на тоа. Избра, вика, да страда заедно со Божиот народ. Значи, ова е од Евреите 11:24 натака. Вика, Христовиот срам го сметаше за поголемо богатство од египетските богатства. Оти ја имаше во предвид наградата. Ова сакам вечерва да нагласам и подоцна ќе читаме. Он не идеше на слепо. Многу пати верата е слепа. Не, верата баш гледа. Послушноста е безусловна. Тука луѓето мешаат. Ти знаеш зашто веруваш. И ти знаеш каква награда ќе има. Во духот барем, ако нешто друго. Ти знаеш. И ти одлучуваш да го послушаш Господ. Мојсей знаеше. Иначе е тешко ти да оставиш се. Значи он беше втор после фараонот. Вие знаете каква слава е тоа? Фараонот беше божество. Мојсей втор после него. И Мојсей го остави тоа да биде никој. Бедник во Египетското царство. Ама знаеше дека Божјата слава е поголема, вели од ова. Дури, вика, имаше откровение за Христовите страдања, за Христос. Беше соучесник, сакаше да страда, вика, заедно со Христос. Вера имаше човекот. Гледаше во духот. Ај уште еднаш да го прочитаме овој стих. Вика, Христовиот срам го сметаше за поголемо богатство од египетските ризници, бидејќи ја имаше в предвид наградата. Ја имаше во предвид. Имаше откровение, разбирање. Браќи и сестри, сакам да ви кажам, сите овие години се што сме проповедале. Ако не сме ја сватиле наградата, значи толку работи имаме проповедано, такви откровенија Господи дал, такви работи, такви пророштва, повик, помазание, се и се што знаења, мудрости, Бог зборувал во оваа црква. Но сето тоа е, со вера треба да се прими и да се има в предвид, да се има откровение за наградата за која што збориме. Ако немаме вера, откровение, немаме јасна представа за што тоа збориме, ова е жестока религија, што уствари се проповеда тука. Или си примил, кај што ти треба да се откажеш од ова, ти треба да правиш ова. Замисли Мојсей да немаш откровение, као, ја треба да се откажам, да не сум после фараонов втор. Зошто бе? Заради некој Бог тамо нешто. У црква ти рекле тамо и ти. Ја треба да се откажам да не идам у Германија со превари.
азилант, да лажам таму, да мамам. Зошто бе? Затоа што имам представа за нешто повозвишено, за Божите богатства на слава во Исус Христос. Јас треба се откажам тука да не живеам како што живеат комшиите, превари. Или светските луѓе како што живеат. Дечковци, девојки, шетање, само сликање по Фейсбук, шетање, сликање, шетање. Тој им е животот, нели? Бркање покемони са. Покемони бркање. Тоа ли е животот? Животот е Христос, да веруваш во Христос, да вршиш Неговата волја, да си движен со вера во Христос, во тој Христос. Да завршиш трката до крај. Мојсей избра да послуша, затоа што знаеше дека има огромна награда. Ако ѓаволот ти украл откровение за наградата која што имаш, ти еден ден ќе отпаднеш од верата. Не можеш да стоиш во верата ако немаш в предвид целта. Кај трчаш? Што е целта? Зошто кога сме велеве тука пресечи душевни врски и луѓе не се спаѓале? Леле, остај ги луѓето, остај луѓе од светот, остај роднини, остај ова. Ради Господ им објаснуваш. Ако немаш откровение, што е тоа? Ти си све религија некоја, кај што се ти требаш да жртвуваш нешто. Ти треба се да страдаш нешто. Ти за Господ треба да оставаш. Ти за Господ треба не знам што, не треба по жени да гледаш. Ти за Господ не треба превари да правиш, да крадеш, да лажеш. Закони, религија, ќе те убие тоа. Све тоа контра на верата. Верата дава живот. И верата дава цел, ти дава јасна цел. И ти кога жртвуваш нешто за Бог, знаеш има нешто подобро. Исус вика, кој ќе остави брат, сестра, мајка, татко, куки, не знам што на овој свет, Бог на овој свет ќе му даде уште повеќе, вика, и браќа, и сестри, овој. Еве целта, со што треба да оставиш. Кога ќе се тргнеш од тие луѓе околу тебе што неверие се полни те рушат вера, ве молам слушајте. Кога ќе се тргнеш ти од тие луѓе или ќе ги тргнеш тие луѓе од твојот живот, Бог ќе те обкружи со луѓе на вера. Бог нема да остане така. Тоа е целта. Тоа е целта кога велиме верувај на Бог за брачен партнер. Кога ти нема по тело да бараш и по душа и по што очите ти гледаат, но по дух ќе бараш, пред Бог ќе измолиш и се што сме вучеле. Не е поентата на тоа, сега, тој дечко ми се свига, ама не, тој христијанин, не е од Господ, не. Јас го жртвувам тоа за Господ. Не, тоа со радост ќе правиш, затоа што знаеш има тој што е од Господ за тебе. Имаш целта в предвид, ја гледаш целта на твојата вера. Разбирам ли, цел има верата. Не е верата слепа работа кај што ти се нешто правиш, робот, Бог рече. Пасторот рече у црква, така треба. Пастор Весна ми рече така, ајде. Не. Бог ти зборува нешто, има цел. Има награда. Тоа што ќе оставиш за Бог, Бог ќе го умножи многократно. Тоа што ќе го жртваш, Бог ќе ти го воскресне. Тоа што ќе го даеш за Бог, Бог ќе го умножи, ќе ти даде многу повеќе. Секогаш е така. Ако со вера го правиш. Ако со вера ги правиш работите, ако си движен од вера, ако си движен од религија, религијата е смрт. Сееш смрт, ќе злееш смрт и ништо нема да има резултат и после ќе ти е крив пасторот нормално. И Господ. И црквата, секогаш е така. Никош нема да речеш, абе јас сум бил у грешка. Него секогаш некој ќе биде крив. Но затоа еве пасторот да ви објасни вечер уште еднаш дека верата е жива. И верата има награда секогаш. Не е тоа закон, не е тоа заповед за смрт, кај што ти слепо треба да пазиш нека заповед. Проповедаме тука и ти мора да го пазиш, затоа што тука така се проповеда и точка. Има награда од тоа. Награда има. Подобар живот има, благослов, среќа, успех, си исполнет. Ние сакаме да успеете. Господ сака да успеете. Затоа проповедаме. Бог сака сте среќни. Бог сака сте среќни. Амен.
Халелуја. И во тој процес има страдање. Ама сила во страдањата ќе ти даде верата. Затоа што целта ќе ја гледаш. Како Исус издржи на крст да отиде? Како го издржи тоа? Како издржи? Нели? Ако го гледате филмот Страдание, Passion of Christ, ја гледаше мајка му Марија и таму даваше сила. Значи тоа е католичка манипулација. Вистината е дека Исус го гледаше својот татко. Ја гледаше целта на својата вера и она што вика и Словото го вели, она што идеше позади крстот. А тоа е дека ќе воскресне и не само што он ќе воскресне, дека еден куп ќе воскреснат заедно со него. Дека милиони души ќе се спасат преку него. И тоа му даде сила да изтрпи. Тоа му даде сила. Имаше вера. Исус имаше вера. Радост поставена пред него претрпе крст, баш така вика. Имаше радост. Он гледаше во тоа, вика во псалмите, во Дела апостолски е повторено, вика секош го гледав Бог пред мене. Он е од мојата десна страна, нема да се поколебам, нема да се сомнам. Секош го гледаше таткото. Велеше тоа што гледам таткото што прави, јас правам. Како ги исцелуваше луѓето? Некои викаат, ама Исус беше Господ, затоа исцелуваше. Тој човек ништо не разбира како делуваат исцелувањата. Исус ни едно чудо не направи затоа што беше Господ. Исус сите чуда што ги направи, ги правеше како човек. Исус на земјата беше човек. Он се откажа од својата небеска слава. Ние можеме истите чуда да ги правиме. Истите чуда може да ги правиме. Истите чуда. Ама беше движен со вера од таткото, Духот Свети. Тоа го движеше. Го гледаше невидливиот. Го гледаше вечно живиот. И ја гледаше наградата позади на својата вера. Халелуја. Слава ти, Господе. 30 стих. Преку вера падна ерихонските ѕидини. По 7-дневно обиколување околу нив. Ако читате таму, трубеа со труби, падна. И некој мисла така треба. И ден одат околу градови, труби. Нели, тие така наречени пророчки разни служби, ти прочитале нешто, нели? Тоа беше пророчко дејство во тој момент. Сега може би ќе ти каже Господ нешто друго да правиш. Поентата на верата е да послушаш од Бог, да чуеш. Не да копираш нешто што веќе било формата на тоа. Тоа се вика религија. Некои па снимаат емисии таму, овие што се документарни, како паднале кулите и викаат трубите кои свиреле, пуштиле некоја фреквенција кај што зидините биле малце разрушени и таман кога удреле тие фреквенции, и се растресле зидините и паднале. Чисто физички се случило. Вика, нема ништо тоа чудо од Господ. Тама тоа е чисто математички. Земјотрес направили од трубите, нели? Значи, тоа се глупости. Глупости. Поентата е пророчки, во духот се деси нешто. Кај што ние нешто знаеме и не знаеме, и не мора ни да знаеме. Не мора да знаеме како се дешаваат работите. За тоа е, може да кажеш, верата слепа. Ама не за наградата што доаѓа на крај. Како ќе се случи тоа? Бог ти вика верувај за исцеление. И сега ти, ама како ќе се случи тоа? Што те интересира како ќе се случи? Нели? Зимаш далинското и стискаш и сега, не, чекај. Абе, стисни ќе пуштиш телевизор. Не, како работи тоа? Што има вната? Ај објасни ми, како тоа? Ајде, дај да отвориме. Што е ова? Интегрални кола. Како? Така правиш ти? Мобилниот. Чекај, како тоа јас ќе зборам овде, тој ќе ме чуе таму. Не, објасни ми. Верата е, ќе земеш, ќе збориш и функционира. Значи, не знаеш ти како се случува, ама целта ја знаеш, ќе збориш со тој таму. Така е верата. Ти не мора се да знаеш што ќе биде, како ќе биде. Ти не си у контрола. Бог е у контрола. Немаше ти да знаеш како ќе се случи. Ама како Бог ќе ме исцели? Бе, ќе ти исцели? Верувај. Како ќе се случи? Како Бог ќе ми даде маш? Па ќе ти даде? Како? Па ако знаеш како не е вера. Тоа што не му веруваш на Господ. Ти
сакаш да контролираш Господ, сакаш све да контролираш. Онак биди слободен од контрола и почни да веруваш. Почни да веруваш. Како Бог ќе ти даде пари? Како Бог ќе ти даде ова? Како Бог ќе ти даде оно? Вера! Бог ќе направи. Не мора да знам. Може и Бог ќе ти открие како. Ами не мора. Битна е целта. Амен. Халелуја. Битно е послуша и паднаат зидините. И го освоја градот. Преку вера. Преку вера го направија тоа. Не преку некои си таму мистики, трубите биле посебни. Преку вера блудницата Раав не загидна со непокорните, откако вика со мир ги прими извидниците. Дури и најниската класа на луѓе, кои ќе поверуваат, една проститутка во тој град, што беше никаква. Дури не била проститутка, него викаат, водела цел систем на проституција, била позната у градот. Таа одлучи да поверува, таа одлучи да ги прими Божите луѓе, да послуша. И Бог ја оправда. И зошто Бог го направи тоа? Значи, зима проститутка, во општеството презрена особа, ниска. Па и пред Господ проституцијата одвратна работа. Жена што се проституира е катастрофа. Таа посебна тема е, нели? И Бог го зема тоа и од ништо го прави нешто, ја издига. Толку многу е издигната Раав, што лозата, телесната лоза на Исус по тело иде преку нејза. Замислете, она му е баба на Исус. Проститутка. Народски речено ороспија, како се вика, пулица. Таа е бабата на Исус. Зошто? Бог скрос ја смени. Затоа што одлучи да го послуша Господ. Физички ја спаси, духовно ја спаси, ја прикалеми на Израелот. Стана Израелка. Стана Божја жена. Престана со проституција да се бави, сигурно. Оти со Израелот после продолжи да живее. Почна се поклонува на живиот Бог. И Бог ја издигна од ништо, ја направи нешто. Во цела историја да знаеме, да читаме сега за некоја си проститутка Раав. Проститутката Ким Кардашијан никој нема да ја знае во вечноста. Ама проститутката Раав сите ќе ја знаат. Оти станала Божја жена. Бог вика, не се срами од таквите да ги нарече своји. Оние што ќе поверуваат, ќе изберат да поверуваат. Она животот дори го ризикуваше да ја убијат таму, од нејзиниот град. Тоа се вика вера. Амен. Бог ја издигна. И Бог ќе ти издигне тебе. Бог ќе ти издигне тебе ако одлучиш да бидеш човек на вера. Не е можно да не ти издигне. Не е можно. Не е можно. Исто како за верата се е можно, другата страна е, ако веруваш, не е можно да не ти издигне Бог. У двете крајности иде. Можно е се, а не е можно да не се случи тоа. Ти мора да се случи. Амен. Тоа се Архимедови, Божји закони, кои што важат во овој живот. Се шалиме. Као што има Архимедови закони, и закони за гравитација, и закони за ова, закони за тоа, има закони кои што Господ ги поставил во духот и така функционира. Односно, законот на верата. Не збориме за старозаветни закони. Што да речем уште, вика? Вика, немам доволно време, 32 стих, кога би почел да раскажувам за Гидеон, за Барак, за Самсон, за Јефтај. Спомнува овде 4 личности од Стариот Завет, кои што, мислам дека Јефтај врска немаме кој е, или Барак, нели? Гидеон сме чуле, ама баш и не знаеме што беше тоа. Самсон, сме гледале филмови, Самсон и Далила нешто, нели? Поентата е, овие беа судии, во времето на судии живеа овие четворица, односно беа водачи, не беа судии како денеска судии, уставен суд таму, да судат, него во тоа време тие што го водеа, немаше цареви во Израелот, Бог беше цар, и Бог издигаше од време на време по потреба водачи кои што го водеа Божиот народ.
И овие се спомнати во оваа листа на јунаци на вера, може да читате за нив, сега нема да збориме. Потоа го спомнува Давид, го спомнува Самуил. Давид, Божиот прв помазан цар, вистински, иако Саул беше, меѓутоа Саул не беше угоден на Господ. Избра да не го слуша Господ, да се слуша себе си и Бог го отфрли. Давид, Самуил, првиот од пророците, кој што ја почнува лозата на пророци, и потоа ги спомнува, вика, и останатите пророци. И сега набројува. Што све направили овие јунаци? Значи, веќе не ги набројува пророците. После Самуил идате на некуп пророци, може да си читате у Стариот Завет. И сите тие беа движени по вера. Ти не беа пророци затоа што беше тој пророк, не знам што. Абе, мора да симнеме таа религиозна представа. Пророк Исаја. И сега, зошто тој бил посебен? Затоа што бил тој пророк Исаја. Абе, тој бил обично дете, кој што станал нешто, затоа што верувал на Господ. Се викал Исаја, може Трајче ке се викал. Исаја ке беше пророк Трајче. Ке читавме. Разбираме. Тој стана нешто затоа што избра да му верува на Господ. Да го послуша Господ. Пророк Јеремија. Јеремија еден куп имаше у негово време. Не беше ништо посебен. Посебно беше тоа што избра да верува на Господ. И тоа што Бог му збореше, го кажуваше. Самуил како почна? Еве, спомнате кој пророк. Ноќе Бог почна да му зборува. И он трчаше ке свештеникот таму друг, вика, вика, ме викна. Не те викнав? Вика, оди спи. Иде спи. Вика, ме викна. Не те викнав и така 3 пати, 4 пати. И вика, свати тој свештеникот, вика, ова Господ ти збори. Ти он не знаеше да го разликува гласот Божи. Го слушаше, мислеше гласот на свештеникот. Гледате каква покорност имаше, понизност. Ти беше покорен. Божиот човек, слуга, функцијата што ја вршеше на свештеник, со Бог исто му звуча. Значи, директниот глас Божи со гласот на Божиот водач исто му звуча. На човек што е покорен. И после му рече свештеникот, оди и речи, еве, Господе, твојот слуга слуша, кажи, и Бог му кажа зборови, што не беа баш добри за тој свештеникот, нели? И за децата негови све. Но секој слово е добро. Затоа што Бог направи нешто за Израелот. Иако суд се случи врз нив, халелуја. Словото Божјо секогаш е добро на крај. Значи, избра да послуша. И Бог од едно дете Самуил го издигна во моќен пророк. Преку вера. Како црква ние сме имале еден куп пророштва овде. Еден куп движење на Духот Свети, еден куп помазанија, еден куп повици од Господ. Еден куп народ беше повикан од Господ. Бог сака не само да почнеме и пророштво да примеме, сака да завршиме. Сето тоа со вера, браќа. Некој да не сватил погрешно. Бог рече, ама ти со вера треба да го послушаш и да се движиш со Бог и тоа ќе биде. Некој мислат пророштвото е, Бог рече и ќе биде. Ти ништо не си разбрал, значи, од Господ. Господ се што зборува, треба некој да го послуша тоа, да го прими, за да се случи. Бог така действува во црквата. Безусловни пророштва од типот во црквата нема такви. Кај што Бог ти вели, Бог ќе ти издигне усилен апостол. И ти, окей, нема проблем. Телевизорот ти, и Бог ќе ми издигне усилен апостол. Не. Има поц да тече. Значи, ќе се помачиш за да се случи тоа. Затоа што мора ни страдање да пројдеш. Мора да пројдеш низ Божјата печка. Да бидеш прочистен. Мора да пројдеш низ огнот Божи. И во сето тоа ќе имаш целта, наградата. Како? Со вера. Вера во што? Вера гледаме наградата. Гледаме вечниот живот. Не гледаме, нели, луѓето не остазорат, таа ваша црква, шо правите таму црква? И шо идеш на служба, и шо? И шо славите, да дрнкате гитара, не нешто, се занесуете. Шо подобра гитара таму, ги иди ваму слушање, нели? Не е така. Ние знаеме целта. Служиме на живиот Господ.
Амен. Наградата ја знаеме. Халелуја. Вика, преку вера победија царства. Сега ги набројува листава. Јунациве на верата. Не ги спомнува веќе по име, немам време, вика, сега само ќе набројам што све направиле. Победија царства цели. Војуваа со други држави, со други царства, ги победија. Како ги победија? Затоа што многу силни беа? Многу војска има? Не, Господ го има. Господ го има. Извршија дела на праведност. Добија ветувања. Затворија усти на лавови. Нели, Даниел кој беше у јамата, вика, затворија уста на лавови. И сега ти ако читаш таму, вика, Бог му ги затвори устите на лавовите. А апостол Павле има откровение дека преку вера Даниел им ги затворил устите на лавовите. Може им наредил. Нема откровение за Исус тогаш, но во името Божјо нема да ме допрете. Може исповедал. Ние не знаеме што правил Даниел. Вика, Даниел го ставил јамата, вечерта вона, сабајлето вона и жив беше. Може цела ноќ се молел. Бог вика им ги затвори таму устите на лавовите. Да, ама како одговор на верата на Даниел. Оти овде тоа Павле сака да ни го објасни. Вика, они затворија уста на лавови. Разбираме ли верата колко е важна? Не, ама Бог го направи тоа. Зошто? Зашто Даниел беше. Абе, Даниел у таа јама, ако не беше со вера, ќе го изедеа. Кој сакаше нека биде. Павле у затвор кога го стаја, ќе изтрунеш у затвор, ако вика со сила не го славеа, Бог не беа послушни и Духот Божи се издигна и се отворија. Земјотрес се случи. Петар го стаја у затвор, сака да го убијат утрената, дојде ангел, го ослободи. Имаше вера човекот. Црквата се молеше за него и таа имаше вера. Некој треба да има вера, мора, за да се случат работите. Не се случуваат затоа што тој бил Петар. Затоа што тој е Златко. И Бог ќе направи за него затоа што е Златко. Или затоа што јас сум пасторот Борче. И затоа што пасторот Борче, принципите што важат за сите луѓе важат и за мене. И јас треба да ги правам работите како што треба пред Бог исправно. Бог не гледа на лице, вели Словото, односно не гледа титули. Не гледа позиција, не гледа кој си ти. Ама јас сум христијанин. И па ако си христијанин, живееш по вера. Ама нема потреба, јас сум христијанин, Бог за мене се грижи, Бог ме сака. Абе, Бог ги сака сите луѓе, што има врска тоа? Што има врска со примање на наследството? Што има врска со примање на одговор на молитва, со примање на исцеление, примање на чуда, пробив, не знам што и да е. Ако сакаш Бог да се задвижи, мора да веруваш. Не е доволно само Бог ме сака, Бог сите ги сака. Ама не се задвижува Господ ке сите. Бог бара срца што ќе му бидат послушни, што ќе веруваат, тогаш Бог се задвижува. Ако не лично ти, бар некој околу тебе, секојаш мора некој да има што верува. Ама тој таму Бог го исцели. Да, ама некој стоел за него и се молел. Тој се катио таму, нели, на носила, немал вера, ама четворица го носели имале вера. Па Исус го исцели. Секојаш некој мора да верува. Некој да се сложи. Бог верува, но треба некој на земјата да се сложи со Бог на небото. И тогаш се дешава чудо. Така Господ действува. Бог на небото е семоќен, но треба некој на земјата да се сложи. И тогаш славата Божја се ослободува. Амен. Угасна моќна оган. Тројцата што беа со Даниел во негово време, или у печка ги стаја, затоа што одбија да се кланјаат на кипот. И вика четврти имаше со нив, личеше вика на синот човечки и не изгореа во оганот. И сега ние тоа го гледаме и викаме и слава на Бог, Исус дојде меѓу нив ги спаси. А овде вика, они вика ја угасна моќта на оганот. Гледаме ли нова димензија? Па читајте Стар Завет и читајте преку призмата на Евреи 11 глава. За сите овие личности. Се што ги спомнавме. Таму има само настан. И ово направи тоа, се случило. И ти си читаш приказки и као, Бог делувал супер. Камо Бог да делуваше денес така. Вера има, истиот Бог е све исто. Со вера ги прави работите.
Они ја угасна, вика, моќта на огненот. Они веруваа на Бог, рекоа, нема да се клањаме на тоа, ко треба ќе умреме, ќе му служиме на Господ. Тоа е вера. Нема да се поклониме на ѓаволот. Што и да се деси со нас, ќе му бидеме верни на Бог. Веруваа. Ја угасна моќта на огненот. Може би прокламираа таму, не знам, вика го славеа, нели? Четворицата го славеа Бог во огненот таму. Не знам што све се случувало, не знам, може на небо го кидеме ќе да знаеме. Ќе кажуваме сведоштва. И кажи ти, јас кога бев во оган таму, Господ ми рече, ајде сега, молим, Нели има такви во христијанско време сега, кои дале турците навака да освојуваат. Сега колку е тоа вистина, неверојатно вистина. И мислам дека беше проповедник некој, не знам кој беше, Новија простори, го фатиле и сакале да ги убиваат. И ги ставале, ги дереле, ги овани, него не можеле никако да го убијат. И го ставале у зејтин и у вода, го вареле, не знам што, не можеле да го сварат. И турчинот влегол, чеке што е проблемов, он изгорал. Исто беше, мислам дека и апостол Јован има, дека исто го ставале у таква. Затоа го прогониле на Патмос остров, не можеле да го убијат. Го ставале у вруг зејтин, ништо немој, го вадат, ништо немој. Значи, најверојатно има вистина, може би не е се вистина, ама има вистина. Значи, имале вера тие луѓе. Апостол Јован имал вера дека нема да умре, дека не е уште времето дојдено. Стефан имаше вера дека треба да умре, дека му е дојдено времето. Петар вика на едно место, како што вика, Господ ми откри дека се наближува времето на моето занеминување. Значи, Бог ти зборува, ако живееш со Бог, Бог ти зборува кога треба да заминеш. Значи, Бог зборува. Халелуја. Затвори уста на лавови, угасна моќ на оган, го избегнаа сечилото на мечот, од немоќни станаа силни. Станаа силни во бој и натераа во бегство туѓи војски. Значи, беа слаби, станаа силни. Жени ги примија назад своите умрени преку воскресение. А други пак вика беа мачени и не беа избавени за да добијат подобро воскресение. Гледате што каже Павле, овде има откровенија да паѓаш у несвест. Они одлучија да не бидат избавени. Они одлучија да умрат. Подобро воскресение као маченици да добијат. Не да ги убијат, никој немаше власт да ги убие. Ако пред Господ каже, а сакаме уште живееме, Бог им даеш. Гледате, кој е Господ? Кој имаш вера? Ја тоа сум го кажал друг пат. Додека не извршиш Божјата волја, ти си неуништив. Ти си безсмртен. Додека не го завршиш Божјиот план. Тоа е вера. Чукнато звучи. Жив е Господ. Халелуја. Други вика, доживеа подбиви, удари, окови, зандани, каменувани беа, со пила сечени на две, искушавани, умира од меч, талка во овчи и кожи, во немаштија, во неволи мачени. Талка по пустини, по гори, по пештери, по јами. И почетокот на Исус ми е клучен. Пак, ако го читаш ова вака и сега викаш, гонети, вакви, такви, ова, у овчи, кожи, шо пише глупости, ништо не разбирам, шо збори. Значи, јас треба у кожи да идам. Добро, ќе одам ако треба, Господе. Ќе одам. Не бре, овие избраа нешто. Вика 38. Оние за кои овој свет не беше достоен. Они се гнусаа од овој свет и немаа друго го избраа тоа. И уживаа у тоа. Страдаа по тело, ама уживаа. Кога ти правиш да Господ нешто уживаш, пак ти викам, не е тоа религија. Светот не е достоен за тебе. Не, ти си целиот распохотен, гориш за светот. Ама не смеам јас да походствувам како светот, јас сум христијанин. Не бре, човек, ти се гнусаш од овој свет, го мразиш. Човек што има вера го мрази овој свет. Ги мрази шемите на светот, ги мрази богатствата на светот, ги мрази тие начини на живот како што младите у светот живеат. Гревот на младите. Не да копне и рече, ај, греф е тоа, да. Чекай, тоа греф ли е? Пасторе, греф ли е тоа греф? Ај, добро.
Со дечковци да идам грефе, со женски да. А по дискотеки да идам може ли? Нели? Кока-колата християнска ли е да ја пијам или не? Не е тоа поентата христијанството, движен си од вера. Шо вика Павле, слободен сум. Се можам, ама не е се корисно. Испитувајте, вика, што му угодно на Господ. Бидете движени од Духот Божи. Ама сето тоа нема закон и религија и смрт од типот леле, јас сега треба за Господ доста. Абе тие со радост остава, не, вика, овој свет не беше достоен за нив. Со радост идеја да бидат каменувани, тепани, мавани. Оти знаја Слово Божје, примија пророците пример, и тоа Слово Божје го ослободува, и тоа им беше пресрекни беа. Знаја Слово ослободуваат за наредни генерации. Вера има. Леле, не може да шетаме ние како христијани од свадба, на служби треба да идеме. Служба, Библија само да читам, Библија. Абе, Библија, зборови Божи читаш. Халелуја, живот. Пасторот вика, не треба многу селфи да правам. Јас сега по 70 селфи на ден. Прави ме ако сакаш и по 100. Не, поентата ти да гориш со похоти. Поентата е ти да вера да примеш. И преку вера ќе умре стариот човек, нов ќе се роди. И новиот човек ќе сака да му служи на Бог. Треба да се наново родиш. Преку Словото Божие. Амен. Да се спасиш. Што е спасение? Амен. Све, Господ. Нели, како ни викаат луѓето од светот? Вие се па Господ. Значи, ние мислиме, или кога се обратив, не знам, сигурно и вие слично, која се обратив, кога сватив Евангелието. Викам, ова мора да го дознаат сите да чујат. Мислев, луѓето не чуле, па затоа не веруваат, нели? На сите, иди, абе човек, Исус ова, ле. И тој те гледа, каков Исус бе. Абе како, леле, каква порака тоа, знаеш што е Евангелието? И ме гајле. Викам, како би ме гајле на луѓето? Абе, нов живот, љубов, радост, спасение, вечност, Господ збори, жив е, леле. Читаш Библија, Бог ти збори. Абе, ајде Библија, женски, вика, само пиење. Абе, Господ ме ослободи од тоа. Од шо те ослободил, ме вика? И шо вика сега нема пиење, нема пушење, нема женски, нема? Шо ке ми е тој живот? И ја го гледам. Абе, викам, ти не знаеш шо збориш. И почна вика, вика, ти дава таму црквата кај што идеш нешто да пиеш? И ја, да ми дава, шо? Чај пиеме. И расширио на селвата, па им става таму чајот, нешто, нели? А ние наивни, пиеш нешто. Пијам чај. Вика ги издрогирале, пошто за светот ти си као издрогиран, Луци, све Исус. Тогаш им зборевме, пошто луѓето изопачени у светот, им викаме, Господ сака да имаш однос со Него. И они, кога ќе кажеш однос, мислат на, знаете шо. И ја не сваќав. Пошто однос знам, однос родител-дете, однос. Сваќаш кога човек е перверзен у главата, само тоа мисли. И сега ти му збориш, и му викам, Господ те сака, и он исто не сваќа. Вика, тебе те сака, да. Викам, влюбени у мене. И они одма мислат на тоа. Не ти запачени. И вика, и мене ме сака. Да. И ние не сваќавме. Девојки доаѓа, вика, Исус ме сака. Исус те сака те му однос со тебе. И они мислят, ако знаеш шо. Ама не е проблемот у нас, у нифе. Човек кој нема откровение, ама ние се смееме сега на тоа. Ама исто е во црквата. Проповедаме со години. Ако немаш вера, ако не ти е откриено, глупости се ова што проповедаме. Зато викаме, верувај на Господ за пари. И се. Азил Германија, пари! Тоа е тоа, за тоа збориме. Немаат вера луѓето. Абе, јако со овие две раце не фатам ова, кај Господ пари. Абе, после работи Бог ќе ти каже шо, како ќе те води, нормално ќе работиш. Ама со вера биди движен бе човек. Сваќаме ли разликата? Халелуја. За нив светот беше недостоен. Они избраа така.
И сите тие, вика, се докажаа преку вера, не го примија ветеното. Бог предвиде нешто подобро за нас, за да не дојдат во совршенството без нас. Значи, они веруваа на Господ, си го извршија своето, не влега у полнотата што ние се имаме во Христос. Ние имаме сега нешто многу по-добро. Откако Исус умри и воскресна, дојде совршеното. Вечноста ја имаме. На дланка. Ново небо, нова земја, Дух Свети. Главното нешто е Светиот Дух дојде во секој еден од нас. Да живее. Ние станавме храм Божи, ние станавме Божи деца. На лик Божи, повторно се издигнавме, повторно владееме со Бог. И еден куп работи сега, да цел живот може да проповедаме, што све Бог направи. Ние тоа сега го имаме. Тие со вера направи еден куп чуда за Бог, за слава на Бог, во вера ги правеа, со цел, ја гледаа наградата, дека служат за следните генерации, кои што сме ние. Тие служаа за нас, еве сме. И ако сега ние не живееме по вера, испаѓа тие залудно служеле и умреле. Оти треба они плод да жнеат од нивниот труд на вера, кој што сме ние, јас и ти. Бог ќе не држи за тоа одговорни. Каде се умножува откровението и благодата, таму судот ќе е потежок, вика Словото. Нели? Каму од Бог поише дава, Бог ќе очекува. Ние нели многу пати се радуваме као Бог пророштва дава она, супер, ја посетува Македонија, алелуја, Господ делува, не знам што. Бог ќе држи Македонија одговорна. Или сите тие што зборат, Македонија славно минато, Македонија библиска земја, Македонија апостолите тука иделе, супер, Бог ќе ве држи одговорни за тоа. Што направивте со тоа слово што тие апостоли го слободија? Што направивте со тоа што беше библиска земја? Чива земја е сега? Очигледно не е библиска, а? Паганска, да. Така да тоа и суд доаѓа. Така да, уште повеќе сме одговорни пред Бог, да сме послушни да живееме по вера. И уште 12 глава почетокот уште еднаш ги прочитаме, затоа ние, кога имаме околу себе толку голем облак на сведоци, да ги отфрлиме на страна секое бреме и грев, кој што лесно не вплеткува, и да ја трчиме со трпение трката што ни предстои, гледајќи го Исус, авторот и завршителот на нашата вера, кој поради радоста што беше пред него го претрпе крстот, и така натаму, и седна на престолот. Значи, ја виде целта, ја виде наградата, радост имаше. И затоа истраја. Затоа имаше трпение, затоа имаше вера, затоа можеше да го носи страдањето и ја заврши трката. И вели Исус е почетокот и крајот на нашата вера. Не зависиш само од себе. Исус е авторот на твојата вера. И Исус е довршителот. Вау! Халелуја! Оти вака збориме вера, вера као па нешто ја треба да направам. Ничто не треба правиш, само да бидеш послушен. И Бог да те движи, Бог ќе ти помага. Па дури ако се сопнеш, стани. Дури ако сгрешиш, окей, Господе, прости ми, станува и продолжи натаму. Тоа е вера, тоа е живот на вера. Не е тоа совршенство, ти се совршен, стани, ние вера в свет, ќе летаме облаци. Супермен, нели? Правиме глупости ние. За жал, имаме уште тело. Шо помалце глупости, тоа подобро. Амен. Шо помалце пишување глупости на Фейсбук, подобро. Амен, за сите важи. Шо помалце карање на Фейсбук, подобро. Што помалце грешење, тоа подобро. Што повеќе послушност на Господ, тоа подобро. Амен. Имајќи ја в предвид целта. Без целта ќе немаме сила. Ако немаш ти визија јасна, ако не гледаш, например, веруваш на Бог за пари, ако не веруваш на Господ, ако не го гледаш тоа јасно, гледај го, буквално, мисли го, размислувај за тоа. Кола која што Бог ќе ти даде, дом, работа, не знам што и даде. Мисли го тоа, гледај го, исповедај го, живеј го, јасна представа имај. Брачен партнер ќе ти даде, не знам што ќе ти даде, тоа што ти треба, верувај го, гледај го. Не дозволувај темнината те поклопи, да изгубиш надеж, вера, очекување. Верувај. Верувај. И, вика, преку трпение, истреност, ќе го добиеш тоа. Не е можно да не го добиеш. Не е можно. Не е можно да не го добиеш.
Одношно можно е да го добиеш. Затоа што за Бог се е можно. Затоа што Бог вика предвиде добри нешта за нас. Затоа што Исус е авторот и довршителот на нашата вера. И така и ќе биде. И тоа што Бог го започна во нас, ќе го доврши до денот Христов. Амен. И Господ нека ја благослови. И да се поучиме и дома сите од ова слово. Ајде да станеме заедно да се помолиме. Татко Небески, во името на Исус, ние ти благодариме за ова слово. Ти благодариме за ова слово на вера. Фала ти за овие луѓе што си ги дал во историјата на Израелот, да се поучиме од нив, да се поучиме од нивната вера. Дај ни откровени уште повеќе, Боже, како они ти биле послушни, како го слушале гласот Твој и како извршувале Твојата заповед, го извршувале Словото Твое, како верата ја действувале на дело. Помогни ни, Господе, научи не, сакаме и ние да бидеме такви луѓе на вера и да вршиме мокни дела во името Твое. Како што они, Боже, победувале царства, победувале се и се, што надминувале се, трпеле се, страдале се. Во име на Исус, Татко, помогни ни да ние угодуваме на Тебе во сето тоа, не на себе си, не на овој свет, но да Ти избираме секојаш Тебе, како што Мојсей те избра, како што се одрече од фараонот и од насладите на египетското царство, Ти избра Тебе, Господи, и славата Твоја. Дај ни нас секојаш да избираме славата Твоја, а не славата на овој свет. Во името на Исус молиме, Татко. Во името на Исус молиме, Господе. Дај ни Дух Свети, Боже, дај ни сила. Верен си, Исусе, Ти си автор и завршител на нашата вера и Ти ќе го довршиш до крај Твоето дело во нас. Го молам ова не само за сите нас што сме тука вечерва и оние што не се тука, а се дел од оваа црква, од ова тело локално. Во име на Исус ние молиме за нашите браќи и сестри, нека примат дух на вера оваа вечер во името на Исус. Ние зборуваме дух на вера во нивните домови, нивните семејства, нивните животи. Токму сега посети ги, Господе, со дух на вера. Прости го нивниот греф на неверие, што паднале во духот, во верата, во молитва, што се застраниле. Прости им, Боже, и врати ги при Тебе, молиме, Господе. Врати ги при Тебе, Татко, во името на Исус. Подигни ги во духот, затоа што си моќен да подигнеш, Господе. Ти си моќен да спасиш, Господе. Ти си Бог на воскресение и ние веруваме си жив. Ти делуваш, Господе, и токму сега ги воскреснуваш во името на Исус од Назарет. Во името на Исус од Назарет. Во името на Исус од Назарет. Зборуваме воскресение во нивните животи. Зборуваме воскресение во верата, воскресение во молитва, воскресение во служење на Господ, во послушност на Господ, во името на Исус, во вршење на Божјата волја. Воскресение зборуваме. Воскресение. Јас и мојот дом ќе му служиме на Господа. Јас и мојот дом ќе му служиме на Господа. Јас и оваа црква ќе му служиме на Господа. Јас и оваа црква ќе му служиме на Господа. Во името на Исус од Назарет. Во името на Исус. И црквата нека каже амен. Амен. Алелуја. Јеј! Amen.